Се повеќе млади својата иднина ја гледаат во странство. Тенденцијата која е присутна со години наназад ја потврди и последниот попис, според кој доминантна старосна група е помеѓу 40 и 50 години. Според познавачите на приликите, зад загубата на младо население се кријат повеќе причини кои државата воопшто и не ги гледа. Треба да ги гледаме општите причини кои сите се заменуваат, значи од лоши услови во здравството до лоши услови со загадување во животна средина, корупција што владее во администрација, во судство и така натаму, до специфични причини кои влијаат специфично на млади. Квалитетот на образование е нешто што со години само опаѓа. Идејата за иселување се провлекува со години, а трендот ни најмалку не се намалува. Напротив, од година во година се зголемува. Мислам дека тоа што ние бевме свесни со години, алармиравме преку нашите истражувања, ни беше многу јасно дека огромен број на млади се иселуваат од државата. Сега ги затекна во шок голем број на луѓе од јавноста дека толку голем број на млади ни се оцелира. Значи имаме на цела генерација кои на времето кога биле млади решиле да заминат. И сега имаме помалку од 100.000 граѓани кои се заминале од Македонија. Првата идеја за иселување доаѓа уште со завршувањето на средното образование, кога средношколците наместо универзитетите во нашата земја ги бираат оние во странство. Кога станува збор за високото образование, знам дека често пати се зборува во јавноста за тоа колку нашите факултети се паднати на Шангајската листа или на различните ранкинзи, како секоја година им се намалува се повеќе и повеќе местото. Знаете, во Македонија имаме премногу високообразовни програми на најразлични факултети, меѓутоа ниту една од нив не нуди часови по академско пишување за своите студенти. Дека ова е вака, потврдуваат и самите млади кои веќе планираат заминување. Иднина во странство. Зошто? Затоа што платите се ниски, а животот е скапо. У странство. Повод тука? Трендот на иселување на населението во Македонија ја прави земјата држава на старци. Според официјалната статистика, за само 3 години бројот на средношколци се намалил за 8100. Така, во 2017 година имало 76.394 средношколци, а во 2020 нивниот број бил 68.273.